Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Добро дојдовте во уште едно ново YouTube видео, а во денешното видео ќе се задржиме за една интересна тема која што сметам дека најмногу ќе ги засегне родителите, оние кои што имаат дечиња, бидејќи со оваа тема ќе се посветиме токму на најмладата популација, односно на кој начин таа темна сила прави манипулации, раздори и деградација врз најмладата популација преку одредени производи, активности и современи проекти кои што на некој начин ги влечат и ги мамат децата кон духовно деградирање и разделби, нееднаквост, на некој начин поделби, бидејќи сето ова во позадина има токму таква намера да не направи разединети, да не насоедини, да не направи еднакви, туку напротив да не оддалечи од суштинската заемна солидарност, дружба, заедништво и така натаму. Пред да навлеземе во целата тема и идеја за ова видео, би сакала прво да прикажам, јас тука ви нацртав еден сликовит приказ, иако и претходно го имам ова објаснувано, сакам да се потсетиме малку, затоа што во реалноста во која што живееме, иако ние сме материјални физички битија, се случува на духовно ниво. Ако е тоа така, тоа значи дека на духовно ниво постојат и одреден духовен живот. Што подразбирам по тоа? Подразбирам дека ако постои нешто што е светло, што е позитивна енергија, што е чистота, љубов, што има духовни ангели, духовни светители, како што кога ќе отидеме во црква, нели на сите ѕидови се испишани и нацртани, и тоа е една светла енергија која што не полни, која што не дава сила, на ист начин во духовниот свет постои темна сила, која што и како постои и не ја знаеме затоа што нели за сега барем нема такви црни цркви како во еден сликовита метафора која што нас ќе не доближи до тие темни ентитети, значи ние не ги гледаме и не ги приметуваме затоа што можеби едноставно никој во текот на овие 2000 години не ги преточил на тој начин. Меѓутоа тие духовни ентитети постојат и за жал, за оние луѓе кои што се оддалечиле од ова светлосно и духовно, се налепиле на таа темна сила и енергија и на тој начин преку духот на човекот, значи ако човекот е производ на духот на Бога и дојде на земјата и се оддалечи од Бога и се доближи до духот на сатаната, тој значи дека е во духовна конекција со таа темна црна енергија. А како тоа би можеле вака сликовито да го запамтиме и да го прикажеме? Еве јас се потрудив на овој цртач тука да прикажам како една амеба, само да видам како се гледа, да прикажам како една амеба која што е поделена. Значи ова црвено со срциња, како што гледаме, тоа е светлината, доброто, она што е со Бога, што е со љубовта, што е со чистотата, едноставноста, нематеријалното, едноставното, кроткото, додека оваа темна страна во духовниот свет е она што сака да го уништи се она кое што го создал Бога. Бог ни создал земја, природа, ни создал секакви растенија, животни. Се што е она што можеме да го видиме во природата, се е создадено од Него. Дури се што е создадено од Него како живи битија е на природен начин прекрасно, уникатно, неповторливо. Но кога човекот, бидејќи ние сме сепак битија кои што се разликуваат од животните, имаме свест и разум, сепак не имаме и слободна волја, која што врз основа на таа свест и разум може да одбере дали ние ќе се наклониме на оваа страна или на оваа страна. Кога се наклонуваме на другата страна, ние на тој начин создаваме можност да се оддалечиме од тој Божји дух, првично од каде што сме создадени, затоа сите бебиња се толку чисти, толку убави, толку не осквернети, додека понатаму човекот кога ќе види, кога ќе го завладее похотта во неговиот живот и ниските страсти и ќе рече
чекај да видам ја како е да создадеш 1 милион евра на својата сметка. Па дај да видам да го тргнам овој пат, па дај овој да видам другиот пат што има. И така, не знаејќи за злото, не знаејќи дека пози тој материјализам стои впрочем и црна енергија, бидејќи целиот тој материјализам и луксус е измислен, а ќе дојдеме и до тоа, кажува дека што? Дека човекот на несвесен начин му се одел, си ја продал душата, онаа душа која што му е дадена од Бог, иако секогаш таа нитка на Бога стои кај него, меѓутоа се оддалечил и се наклонил на оваа темна сила и затоа во општеството толку ни владее оваа црна темна сила. Затоа што луѓето наместо да се налепат на овој, како што ги набројав сега, тие квалитети одат на спротивниот начин и се вовлекуваат во тој нормализиран модерен начин на живење, кој што впрочем е производ на самата сатана, односно злото, затоа што злото сака. Идејата на злото е да создаде концепт во општеството кој што ќе се базира на врз или неморал, или корупција, значи само алчности за себе, или пари материјално што повеќе, значи да се живее живот заради вредности на материјализам, а не заради духовност. И кога се губи таа духовна суштина кај човекот, и човекот целосно го заборава Бога, бидејќи тоа е целиот проблем. Човекот го има заборавено Бог. До претходниот век се вртело околу Бога, околу доброто и злото, ќе дојдеме и до тоа и баш зацртаните имам спремено еден многу убав концепт и видео прилог кој што ќе го погледнете да видите како колкава е разликата од тогашните цртани филмови и денешните. Меѓутоа поентата е дека човекот се оддалечил, се влегол во тој материјален свет во кој што доминира егото, себичноста, луксузот и целосно се оддалечил од Бог и него целосно го владеат тие демонски сили. И тој не е свесен, верувајте ми, не е свесен. Меѓутоа тука не спаѓа само богатите, не спаѓаат, значи спаѓаат и обичните луѓе кои што на било каков начин го поддржуваат тоа зло. Дали работат за некој, па макар бил и чистач или чистачка, ако работиш ти за некое големо зло, ти си на некој начин дел од таа група. Еве овој вовед сакав да биде на овој начин, чисто да ве упатам каде живееме, што се случува во надвор кога ќе излеземе на улица, иако ние гледаме дрвциња, луѓенца си одат со своји обврски ваму таму, сепак има некои нешта кои што не ги знаеме и не ги гледаме со јасен духовен поглед, а тој може да се постигне само ако човекот духовно се продлабочи и насочи и се доближи до Бога. Без разлика дали ќе биде тоа преку читање на Библија, преку одврзување од некои материјални аспекти на живење и така натаму. Ова не е сега, не навлегуваме во таа тема, не сакам да губиме многу време, сакав еве вака еден мал вовед да ви дадам, за да имате во предвид што се случува во општеството. И од тука, ако се навратиме малку наназад и да речеме чекај малку стоп. Ајде да го исклучиме целиот овој свет, односно се она што постои денеска, да го замислиме светот како да е од нула. Како да сме почнале од прв век. Тогаш ќе сватиме дека не постоело ништо на земјата. Еве доволно е да се качите на водно, да погледнете од горе панорамски кон Скопје или кај да живеете и ќе видите дека има многу населени места, згради, куќи, некои објекти и така натаму. Значи се тоа на куп наредено како едно буквално како еден чопор сме се собрале на едно поднебје и замислете така 8 милиарди луѓе низ целиот свет на оваа земја. Ако го погледнеме тоа аспект, сега ние сме се постоиме, сме се родиле тука и нема ништо, да речеме почнуваме од нула. Тогаш ќе сватиме, ќе ни кликне малку дека впрочем се е измислено. Човекот на почетокот немал буквално ништо од ова што ние го имаме сега. И со текот на еволуцијата ние сме достигнале одреден степен на развој кој што не довел до овој стадиум. Меѓутоа, во целиот тој развој и процес, ако во минатото било малку духовност, малку материјализам и развој во еволуцијата, во технолошкиот, индустрискиот напредок, сега имаме целосен технолошки, енергетски, индустријски развој
меѓутоа на сметка на тоа да целосно се запостави духовноста. Ако го сватиме на овој начин, овој момент, ќе видиме дека во општеството се е измислено, каде што живее сега, и на тој начин ќе дојдеме до увид дека ние живееме некои заблудени, измислени животи кои што впрочем не оддалечуваат од среќата, мирот, благосостојбата, затоа што овој живот неизбежно, ако се вклучиш во него, те води исклучително да бидеш и да му служиш на сатаната. Затоа што се е направено заради пари, заради некаква лична моќ, лична потреба, личен интерес, и се прави заради пари и токму заради тоа, без разлика дали е од државен аспект, од приватен аспект, од било кој момент да гледаме, значи се прави на ниво на да се заработи пари и да се даде нешто површно кое што впрочем нема човекот да го вознесе или напредува на некој подуховен начин, ниво на живење кое што ќе го воздигне како личност. Ајде ќе земеме неколку мали примери, чисто за да направиме една убава лепеза од целава оваа приказна. Значи, ако се вратиме во периодот на праисторискиот век, да речеме докај од пред 3000 години, значи пред наша ера до првиот век. Тогаш што постоело? Значи луѓето биле најчесто домородни племиња, се собирале како чопори и така сме се одвивале на некој начин тој период. Тогаш се случувале некои по-продуховени движења, значи Исус Христос, па се развила верата, се развило доброто со злото, христијанството почнало да се шири, црквите, храмовите почнале да се градат и веќе се создавало таа една, да речеме, примитивна, инстинктивна, преживувачка животна состојба на човекот кон нешто попродуховено, каде што веќе почнал да го балансира и животот. Значи не е само да се спасам јас од зверов кој што ме демне од негде, туку веќе дај да видам овој живот дали има некоја по-длабока суштина. Потоа доаѓа и средниот век, значи средниот век што имаме тогаш, па сме отишле во една друга крајност во духовноста, каде што христијанството е станало, да речеме, една доминантна религија која што отишла во едни многу лоши крајности, меѓутоа и те се развиле од занаети кои што му биле тогаш потребни на човекот. Како, например, ловец, рибар, каменоресец, дрводелец, грнчар, кожар, крзнар, огништник, ковач, казанџија, калајџија, златар, оружар, сидар, монетар, корабоградител, ткач, предач, кројач, шивач, чевлар, бравар, колар, мелничар, пекар, винопроизводител, бербер, аптекар, писар, иконописец, кожар, сапунџија, часовничар, гравер, стаклар, лимар, па се до тоа да дојдеме до архитект, скулптор, сликар, астроном, ветеринар, учител, ботаничар. И така сме се развивале да дојдеме до момент да ни се потребни и електричар, инженер, возач, металург, наставник. Кажавме, меѓутоа овие наставници нели се од поново време, па дошол научникот, урбанистот, земјоделскиот агроном, медицинарот, програмерот, веб дизајнерот, како што ние во современото живење сведочиме такви работни позиции, до графички дизајнер, видеомонтажер, сајбер безбедносен аналитичар, психолог, терапевт, контент креатор и маркетинг стратешки човек кој што планира маркетинг, да на некој начин и ова материјално се шири се повеќе и се повеќе. Гледате, толку многу нови занаети се создале затоа што човекот веќе почнал да оди многу напред, да се развива во општеството, да се размножува, да веќе животот го вознесува на едно подруго ниво, каде што заклучил дека некои нешта не ги правам како порано, ги правам сега на еден можеби покултурен, добар начин и затоа ми требаат одредени и услуги кои што некој друг ќе ми ги заврши. Бидејќи порано сите луѓе сами си правеле све, дали било столче или маса или шишање,
буквално самите домаци правеле, сега веќе се размножуваме ние во општеството, се градиме и така се развиваат и нови занаати. Да дојдеме до една нова ера, па не знам, јога инструктори и така натаму. Да не навлегувам во, сакав да ги набројам вака повеќето за да видите дека доста многу полиња се измислиле и се отвориле, а впрочем сме почнале од нула. А тоа што ни кажува? Тоа ни кажува дека некои нешто едноставно малку се претерале и се отишло во една друга крајност, од аспект на предавање преголеми услуги и дејности. И да речеме се развило општеството до степен на за секоја буквално точка и запрека да отвориме дејност. Ајде да кажеме дека до некаде за да преживее човекот, бидејќи од секогаш било тој примитивен инстинкт кај човекот да преживеам, па наоѓал некои начини, па ајде да ги земеме како окей некои нешта, некои дејности кои што живеат во општеството, па и денеска. Меѓутоа, каде е таа линија која што нас ќе ни рече чекај малце, ова не е добро, ова оди во друга крајност и ова мене духовно ме убива. Кога ние заради тоа преживување ќе отидеме во живење против душата, а тоа е преголем материјализам, значи да се запоставам себе си духовно и да го запоставам целиот живот во денот, во тие мали, убави, важни активности кои што ми се потребни, вистински вредности кои што ми се потребни, на сметка на тоа да се одадам во измислен работен тек, кој што или ќе ја давам енергијата за некој друг, или ќе ја давам во преголемо оптеретување и давање на себе во цело за работа, или во измислени дејности кои што ги давам, кои што не носат никаков бенефит на другите луѓе на било каков начин. И последниот аспект, да се тоа го правам заради збогатување. Тука ние си ја продаваме душата и тука ние се оддалечуваме од Бога. Затоа што ќе ги земам, например, денеска излегува многу бизниси, мали бизниси, каде што се прават за децата за родендени, значи за прослави, украси, некои декорации со бејби шауери, до степен на тоа да се прави роденденот со не знаме, екстравагантни, експлицитни појави на совршенство, забава која што едноставно ќе даде една естетска лепота пред гостите. Се создаде дејност или услуги кои што создаваат некоја, да речеме, лажна естета, лажен луксус, кој што на некој начин човекот сака да го поттикне во општеството, од една страна од психолошки момент да јас пред другите се направам угледен, богат, дека имам пари, дека и така натаму, од друга страна јас да заработам добри пари затоа што гледам дека ова е ин. И навистина кога ќе видиме, значи се прават и торти од хартија, од не знам таму што, значи сето тоа се прави со многу дебели пари за нешто што реално на човекот и не му е потребно. Ако го вратиме детството, минатото, нашето детство пред 100 години, како и да е, сето тоа не постоело. Гледате, се создаде некоја модерна ера која што го влече човекот кон некој си лажен естетски престиж, да дури преку најмалите си ги лечам јас, сега ќе кажам и комплексите, меѓутоа тоа е реалноста, затоа што на тој начин јас сум ин во овој консумеризам, во ова материјална доба, која што впрочем реално е измислена и не му е воопшто ни потребна на човекот. Ако ги споредиме родендените во тоа време, ние кога бевме помали, ќе видиме дека многу беше поискрено, поедноставно, дружбата беше поинаква, никој не се мереше кој подобар роден ден ќе има или кој поголем подарок ќе добие или кои поголеми балони или не знам совршена естетски уредена забава. Мислам, сето тоа, да не се лажеме, една современа ѓубре реално, бидејќи сето тоа само прави поголема поделба помеѓу луѓето, а не само тоа, туку се повеќе го наоѓа начин злото да владее во општеството преку ваквите мали дејности, бидејќи на тој начин ние не живееме со Бога, ние не живееме со едноставниот, избалансирани,
кроток начин на живење, туку ние живееме во луксус, во престиж, во елита, која што пред луѓето ќе даде некаква слика, некаква можеби некакво совршенство за нашиот углед, а при тоа ние сме поддржале дејност која што е буквално нешто што е дел од злото. Бидејќи злото сака да ги подели луѓето. Злото сака да направи да не може секој да биде еднаков. Да некој од посиромашни околности си рече, па јас не вредам доволно. Па мене мама и тато никогаш ова нема да ми го возможат. Значи со мене нешто не е во ред. А впрочем сите ние сме дојдени од едно место, значи сите ние сме на духовно ниво реално еднакви, значи не сме да има таа духовна и економска преголема поделба. Секогаш ќе има, меѓутоа не смееме да ја дозволиме како човештво ние целосно да се издеградираме во тој поглед, а се создава затоа што се создаваат вакви мали дејности или играчки или активности или тука би ги вметнала и шетањето, значи луксузни дестинации и така натаму, кои што човекот некако го влечат кон некој луксузен живот кој што ќе го прикаже поготово на социјалните мрежи заради другите луѓе, а не знае дека со тоа го поддржал злото. За жал, оваа поделба не е само тука. Еве сега се политичките случувања, избори, локални избори кои што на некој начин се покажа што владе за жал во Македонија. Гледате 30 и повеќе години се или оваа страна или оваа страна, де овој направи вака, овој направи онака, овој украде тоа, овој направи ваков неморал, ваква корупција. Значи се некоја поделба помеѓу оваа страна или онаа страна, впрочем луѓето не разбираат дека поделбата во суштина е поделба помеѓу доброто и злото, а во политиката реално не можеме да го видиме тоа светлосно, духовно добро. Така што дали сме ние на оваа страна или на оваа страна, луѓето се залажуваат дека некој е подобар од некој, кога двете страни му се наклонети на сатаната, бидејќи ако ја земеме во предвид политичката партија. Политичката партија, еве јас да основам сега политичка партија, што е целта на тоа? Да намамам што повеќе луѓе, да продадам некоја моја идеја, не можам јас таму да продавам духовност, да не се лажеме. Да им кажам, дојдете кај мене гласите, јас сум со Бога, јас сум светлосна, јас ќе ширам, ќе оправам државата, ќе донесам духовни вредности, ќе ги вратам, а впрочем луѓето се тие кои што ги бираат духовните вредности. Гледате, ако јас ја создадам таа политичка партија, никој нема, можеби ќе дојдат мал број на луѓе кои што ќе ја поддржат таа идеја, бидејќи се да речеме посвесни, поразбудени. Ама не можеш ти во политика, во наука да влечеш маса на луѓе кон некои вредности, кон некои идеи, а впрочем животот во општеството го влечеш кон материјализам, што е оддалечен од духовноста од Бога. Тоа разочарување од оваа страна или од оваа страна, од црвена или плава, е исклучиво само заради тоа што човекот мисли дека оваа страна ќе донесе нешто добро или оваа страна ќе промени нешто и ќе донесе напредок. А впрочем не сваќаја дека и позади оваа стои одреден минлив поединец кој што седи на чело, како директор во овој момент, како главен човек на таа партија, кој што најчесто му е наклонет на злото. Значи нема врска дали си оваа или оваа партија, збориме за, како што го покажав цртежот на почетокот, зборуваме за што? Значи за енергија која што стои позади луѓето и од таму доаѓаат сите поделби. И разочарувањето е токму во тоа што кога ќе видиме сега не гласаме за плавиве затоа што тие ни го сменија името, сега ќе гласаме за овие црвениве затоа што тие гледаш поголеми платиноса, повеќе ќе направат, не знам, предности во ова, во она, залажуваат пензионери, купуваат, значи јас кога ги видов, мислам, ова е апсурдно и жално и смешно. Како вели народот, ќе беше трагично да не беше комично. Кога гледам со тие торбички одат и залажуваат луѓе едноставно, значи тоа се тие вредности кои што стојат во тие политички функционери, таа идеја која што мами луѓе за дојдете вие гласајте за мене за ние да доминираме, и тоа е еден вид на бизнис.
Тоа е трговија, значи тоа е нешто што јас го правам со умисла заради углед и моќ. Реално, кога ќе ги погледнеме нештата, не може да се направи колективен напредок и некоја си драстична промена во поглед на тоа, затоа што нема духовна нитка позади тоа. Нема духовна суштина која што навистина ќе донесе вистински духовни вредности и од тука, кога ќе тргнеме од тој момент, ќе разбереме дека сите луѓе живеат во една голема заблуда и за жал ќе видиме дека токму во таа поделба која што луѓето ја земаат лева, десна страна или црвено, плава или ова или она, сваќаме дека самите почнуваме да се делиме едни помеѓу други и да си ги вадиме очите и да се закопуваме живи, бидејќи кога ќе излеземе на улица или кога е доволно да излеземе од прагот на сопствениот дом и да погледнеме кај комшиите, ќе видиме дека секој со секого е во некаков раздор или заради таа политичка, или заради религиска, или заради некоја национална поделба, која што впрочем е создадена од човекот, за кај човекот да создава одвојување и различност од мене од тебе. Денеска, од тие илузии кои што луѓето ги живеат, во рамките на тоа да живеам според некои идеи кои што сум ги чул или прочитал од вестник или вести, јас создавам некоја енергија во мене, а да не зборуваме за тоа дека се оддалечувам од Бога и на тој начин се вовлекувам, како во вакуум се вовлекувам во таа темна сила. И што се случува? Почнува да ме води кон идеи, кон други содржини, кон нешта, кон избори кои што на некој начин мене дополнително ќе ме вовлечат во таа темна сила, за да можам јас да се карам, да можам да му правам штета на другиот, да гледам за себе само алчно и така натаму, да не навлегуваме. Затоа во Македонија генерално многу луѓе се поделени едни помеѓу други. Еве доволно е, самите вие верувам дека сигурно имате некој случај, животен пример кој што го знаете лично, кој што не можете да најдете заеднички јазик со друг човек затоа што има некаква поделба на некое ниво. А најдлабокото ниво, како што кажавме на почетокот, тоа е на духовно ниво, затоа што луѓето се далечеле од чистиот образ, од Бога, од духовноста, од суштинското едноставно живење кое што човекот го имал уште во, да речеме, првиот век. Затоа е многу важно да внимаваме со кого се дружиме во денешното време, бидејќи луѓето навистина се поделија. И треба да се поделиме, затоа што ако се дружиме со такви луѓе, не ни се пишува добро. Затоа што ако влеземе во духовна енергија и контакт со тие луѓе на, да речеме, подлабоко интимно ниво, навистина може да се изгориме. И тоа е една мудрост која што треба секој човек да ја стекне во животот, за да може да се заштити. Во Библијата, во Изреки 14, вели: бегај од безумен човек. Мудар човек внимава на своето однесување, неразумноста на глупавите ги води кон заблуда. Има патишта кои на човек му изгледаат прави, но крајот нивни води кон смрт. Мудриот има страф и бега од злото, а неразумниот не се чува бидејќи се чувствува безбеден. Од тука ќе сватиме дека важно е да внимаваме што правиме со нашата душа и кон што чекориме, бидејќи токму ваквиот избор на вакви активности, како што ги спомнав родендените, се идеална можност да ние влеземе во тоа зло, во заблуда дека тоа е нормално и модернизирано, а при тоа ние да се целосно изгубиме себе си во таа игра и на некој начин да си го уништиме животот и реално животот на сите членови во семејството. Значи, нашите родендени во детството, кога ќе се подсетиме, тоа беа топли, едноставни, еднакви, со домашна торта, со грицки, со дружба во двор. Значи, тоа беа едни прекрасни моменти кои што, впрочем, не доближуваа до таа суштина и слава на нашиот ден во кој што сме се родиле. Значи, не е било идеја на некаков си социјален престиж, туку било идеја да се прослави нешто и ајде сите заедно тоа да го прославиме, било срдечно, било искрено. Значи, за разлика од денешните родендени во кои што целата таа идеја е само да се направам јас нешто пред другиот и на некој начин
детето да го научам на ниско квалитетни животни вредности, кои што впрочем утре и самото ќе ги бира и на тој начин природно ќе се оддалечи од Бога. Имаше една девојка на TikTok, баш гледав и цела свадбата нејзина целосно си ја декорирала сама. Буквално од сите оние целиот тој интериер, невестинскиот фустан, до тие некои мали декорации што се ставаат на тањир, до масата која што требало да биде свадбена, каде што младенците ќе седат. Од сите детали, заедно со најблиските роднини и пријатели, заедно со сите оние луѓе кои што и биле блиски, кои што искрено ја сакаат, кои што не име битно каква ќе биде и колку ќе биде луксузна свадбата, туку тоа било само за да се обележи тој момент и тоа е суштината според мене на свадбената организација, која што треба да биде славење на љубовта и треба да биде едноставна. И девојката целосно сама си ја направила, си нарачала, не знам, онлайн, можеби од некои продавници, тие некои детали кои што се ставаат на како украси, дизајнирала само отпечатени оние Mr. and Mrs. со презимето. Че се сама направила и буквално беше прекрасно. А денеска тие слави се плаќаат со илјадници евра, само за да направам ја некоја си совршенство во очите на другите, само си ги давам парите и само го поддржувам се повеќе злото да доминира и екзистира во ова чопор племе кој што сме го создале самите. Мислам, реално абсурдно е сето тоа што го живееме како вредност. Еве, од самите родендени, од свадбите, од било која прослава, тука не би ги спомнала оние што се настани од фирми, некои, поготово пред новогодишните, кога ќе видам прослави во ресторани, каде што сега, поготово со цениве, каде што се е тоа измислено, пренатрупано и изгниено да можеш сите пари од джебот да си ги дадеш за едно мевце. Мислам, наистина, гледате, измислените дејности, измислената современа трговија е абсурдна. Ама човекот несвесно влегува во неа, игра во неа, си ги дава парите, а при тоа работиш за некој материјалист, не знам, за некој ти дава некоја ситна паричка, те залажува, па ајде сега ние колективно ќе славиме. Што ќе славиме? Мислам, што ќе славиме? Што да славиме? Реално, животот во општеството стана претежок, пренапорен. Си изгуби целата суштина на животот. Не знам вие дали чувствувате, ама реално енергијата се осеќа. Се осеќа тоа дека нештата не се како што беа во 2000-та година, во 2010-та, каде што се беше некако послободно, поедноставно, воздухот надвор беше друг. Се чувствуваше таа слобода, тој мир, некако се чувствуваше таа уникатност, игривост во самото движење надвор кога ќе излезеш. Сега кога ќе излезеш надвор, едноставно цревата ти се превртуваат. И што да славиме ние? Мислам, треба луѓето навистина да се разбудат. Да се разбудат од оваа илузија во која живеат, од овој престиж во кој што влегува, кој што ги оддалечи целосно од Бога. И што правиме со тоа? Се доведуваме во на иста слава како што Мојсей кога беше на Светата гора, кога се врати со 10 Божји заповеди после 40 дена и кога виде дека впрочем луѓето кои што ги добија сите докази дека Бог постои, тие повторно си славеа златно теле. И што не асоцира тоа дека денешниот свет, сите овие прослави кои што се заради богатство, заради естета, заради материјализам, е истото златно теле околу кое што некогаш игра луѓето кои што беа со Мојсей. Затоа што се оддалечи од едноставното, од Божјото, од духовното. Ако тогаш било златното теле, еве ви ги сега во материјална форма тие изобилства, тој материјализам, кој што човекот реално го слави, го прифаќа, го живее во неговиот живот како да е нормално. Денеска златното теле представува луксузот, изгледот, славата, брендовите и парите. Луѓето му пренесуваат време, значи му пренесуваат внимание,
сопствени заработени пари, му го даваат духот, енергијата, му го даваат своето здравје за славење, што славење без нешто што нема никаква духовност и суштина, вредност во себе. Во прво послание на Јован, во глава 2, стих 15, вели: не љубете го светот, ниту она што е од и во светот. Се што е од светот е похота на телото, очите и егото, тоа не е од Светиот Дух, од Бога, туку од злото. Да не забораваме дека никогаш не можеме да му служиме и на Бога и на мамона. Тоа е еден многу важен момент. Во се ова, што се случува? Се ова еден социјален притисок. Социјален притисок од аспект на тоа дека се создава принуда да се прилагодуваме на општество и околина, која што нема никаква духовна вредност и суштина. Ако некој нема парички, ќе мисли дека помалку вреди, дека е инфериорен за разлика од другите дечиња или луѓе. На тоа ги учи децата, ако некоја фамилија е посиромашна и вели: слушај мама, ние немаме парички тоа да го дозволиме, толку ни е късметот, толку ни е, не знам, толку ни се можностите, тие се богати луѓе, ама некако се создава тоа чувство дека овој што има пари е повреден. Епа не е така. Не е така, затоа што тоа е општествено наметната илузија која што создава вредност во очите на другите луѓе, а впрочем е безвредност, никаква вредност нема. Луѓето најчесто, да не заборавиме дека овие скапи прослави ги прават за да не изгледаат сиромашно. Значи правам нешто само за да не изгледам сиромашно во очите на другите, ама тоа е психолошки комплекс, тоа е духовен комплекс на празнина во себе. Имаме проблем тука. Имаме проблем затоа што таа празнина, гледате, комплексот почнува да владее во општеството и да станува нормализиран. Тоа е реално наметнување и нормализирање на материјална култура, каде што се губи целата духовна суштина. Се губи едноставното смислата на постоењето. Со тоа се пропагира консумеризам, значи се создава една потрошувачка култура, се создава идеологија да се купува, да се троши, да се постојано нешто, значи среќата да се бара во консумеризмот. Да, ајде сега ќе дојде слава, па ајде сега ќе дојде роден ден, па сега е нова година, па сега не знам нешто друго дошло. И гледате, човекот живее од едно за друго, за да прослави нешто или за да има некој настан, за да се собере, за да даде некоја си, не знам, материјална, естетска вредност пред другите, а при тоа во тие 2-3 месеци период размах живее страдање. Од енергетски аспект, од духовен аспект, од финансиски аспект. Па сега морам јас да соберам пари за одмор и нема да живеам, значи, како што треба нормално 3 месеци, за да можам да ги соберам парите. Гледате, човекот оди во заблуди за некои, да речеме, икс моменти, денови, живее за тие 2-3 дена, за да наведо му донесе некоја лична среќа, а во тие 3 дена реално само рекла, казала ќе добие, ќе се дадат парите во материјализмот и ништо не сме направиле, никакви мемории, никаква здрава суштина во тие дружби, во тие собири. Се губи целата смисла. Затоа што останатите денови ние живееме реално сите во страдање, во стрес, во притисок, во губење на здравјето. И сето тоа затоа што нормалното се прави ненормално, а ненормалното се прави нормално. Со тоа што постојано се зголемуваат стандардите за тоа некое си ново, луксузно, нормално, се губи таа вистинска смисла и реалност, значи за животот како да изгледа и она што некогаш било, да речеме, во очите на другите луксус на времето, сега станува очекувана мерка, очекуван настан, очекувано случување кое што сите ние полека треба да му се прилагодиме. И тоа станува нормализирано на сметката на тоа да се изгуби најсуштинското за кое што впрочем сите ние живееме како души. За на крај сето тоа да биде производ на една слика на социјалните мрежи. И тоа е најголемиот апсурд на современото време. И сето ова што станува една духовно празна гозба во која што сите ние славиме. Мислам, не сите. Јас не се вклопувам и реков,
ако треба нема ни нова година да славам, ама едноставно што да славам, морам да се прилагодам на општеството за да славам нешто, мислам да го поддржувам злото, тоа е едноставно поразување на душата, што реално јас лично можам да ја направам, а ја верувам дека и секој човек треба да се запража дали вреди да влегува во таа зона на слави. Сето ова што го кажав до сега, останува социјална нееднаквост, се продлабочува таа голема дистинкција помеѓу оние луѓе кои што се сиромашни, кои што не можат тоа реално да си го дозволат, и овие кои што се навидум работат за големи материјалисти и големи пари, па можеме да го дозволиме. Значи гледате, се прави таа разлика, се создава кај луѓето срам или вина. Ако сега јас на моето дете не можам ова да му го овозможам или дозволам, јас значи сум помалку вреден и јас сум безвреден, значи моето дете ќе страда, или јас не сум доволно добар родител затоа што не можам да му го овозможам. И гледате, се случува уништување на целата среќа во општеството. Се прави економска манипулација, тоа е еден сосема друг аспект. Со целата оваа приказна се инспирираат други луѓе. Па да јас ќе отворам сега некоја си гледај креативен сум ме бива, зашто да работам во градинка за 15-20 илјади, ќе си отворам своја фирма, ќе земам кредит, ќе поддржам едно друго зло, поголемо зло, за детски родендени ќе набијам таму огромни, која видов јас за една хартиена торта за изнајмување 1000 денари луѓе. Мислам, навистина треба да си малку глупав да земеш мислам дома ќе ја направам на крај крајава за 200 денари. Реално треба да се биде разумен, треба да се биде малку самосвесен и мудар за овие нешта, да не се, ама луѓе паѓаат на ова. Тоа е најголемата апсурдност и жал во се ова. Луѓе паѓаат на овие нешта. Се залажуваат. Веруваат дека тоа е навистина. Ако не го направам, не сум кој што треба, не сум ин во Скопје. И ќе се формираат, значи ќе се формира како еден општествен модел на живење, и ќе се отвараат фирми, затоа има толку фирми и навистина живеат, значи ќе ги видиш шетаат, одат ваму таму, живеат некој луксузен, богат живот, ама срце мое, живееш од перење пари на неук народ и на сограѓаните со кои што живееш на улица. Утре ќе ти се случи нешто, ќе треба да ти помогне некој кој што од кој што правиш пари, од кој што си му направил, не знам, си му зел 100 евра за детето на роденденот. И гледате, кога ќе се свати ова мизерна социјална дистинкција и разлика, и кога ќе се види реалната интелигенција во се ова, ќе видиме дека секој помеѓу себе ние си переме мозоци. Овој ми зема 100 евра за глупост, овој ми направи ова, овој... Мислам, гледате, се прави раздор. За глупости се прави раздор. И реално ќе на тој начин после некое време ќе ги сконташ нештата, дека си ги даваш парите за глупости, ама и овој пријателов што ти е најблизок пријател пере пари од тебе. И на крај крајава ќе си речеш, па чекај, ќе го тргнам од мојот живот. И тука се случуваат разделбите. Тука се случува целиот раздор во општеството. И не само што се делиме помеѓу себе, значи доаѓаме до матрица на функционирање која што луѓето почнува да ги прави зависни. Зависни од тоа да мораат да работат за големи пари, за да ги задоволат овие општествени вредности, зависни од материјалисти кои сето тоа го експлоатираат, го преценуваат, го набилдуваат да биде толку моќно и толку потребно во општеството, го прават да биде природно, само затоа што повеќето грото луѓе го прават зависен од што? Од луксус. И целиот проблем е тоа. Но да не заборавиме, многу го сакам тој збор, да не заборавиме. Да не заборавиме дека сите ресурси, макар и таа хартија, ни е дадена од Бога. Да не заборавиме дека и самата енергија, односно струјата, ни е дадена од Бога. И храната ни е дадена од бесплатна почва. И воздухот кој што го дишаме, што мислам дека ќе почнат и тој да ни го наплаќаат, е даден од Бога. Сонцето ни е дадено од Бога. Езера, реките ни се дадени од Бога. Нафтата ни е дадена од Бога. Се ни е дадено бесплатно, луѓе.
човекот во домородното општество можеби ги немал сите овие, да речеме, вештини, способности да копа нафта и така натаму, ама ете сме напреднале да достигнеме некое си понапредно општествено, да кажеме, живеалиште, во кое што треба тие нештата ни бидат олеснети, а не сите пари кои што ги заработуваме да ги плаќаме за нешто што реално ни е бесплатно. Мислам, овој момент на свесност треба да разбуди кај вас малку интелигенција, дека некој се прави многу паметен и ви го пере мозокот. Ако е тоа така, тогаш јас ќе одлучам да не се вовлечам, макар ќе се повлечам на страна, ќе живеам од сопствена храна. Еве соларните панели, ќе си инвестирам во соларни панели, ќе се оддалечам од ова кое што ми пласира нешто, вредност која што е лажна. Ќе се оддалечам од тоа зло кое што екзистира. И тоа е храброст која што е огромна жртва, можеби ќе пострадаме некое време за таа, да речеме, храброст и идеја, ама на крај крајва ќе знаеш дека со семејството ќе живееш многу поубав живот. И мислам дека човештвото ќе оди во таа линија, меѓутоа многу од луѓето кои што се зависни тука од работни позиции, кои што се општествено нормализирани, како што ги споменав на почетокот, или ќе се одвојат од целиот тој систем и ќе започнат нешто одвоено од тој наметнат град, центар, и ќе се тргнат на страна, ама многу од нив ќе останат тука, кои што градат згради, градежните работници, архитектите, овие што се аптеки, болници, значи болниците, кажавме во претходните видеа, се создадени затоа што човекот е оддалечен од Бога, заболен му е духот и се оддалечил од Бога и си се навикнал во тој центар, ама битно оди во болница и се лечи, битно има бесплатно здравствено осигурување. Затоа што државата е таа која што ми го уништи мене реално здравието. Општеството ми е тоа кое што реално ми го уништи здравието и сега јас битно живеам во него, ама се лечам во центар. И гледате, се дека човекот не се освести за овие нешта, не се продлабочи духовно, не се освести, не тргне храбро да се оттргне, некако да најде начин, макар да ги развија моите способности, да почнам од нула, значи да се осамосталам, ќе живеам едноставно, ќе живеам со малку пари, ќе се снајдам, Бог ќе ми помогне, ама реално ќе се отргнам од ова зло кое што ми се пласира и ми се вгнездува во домот. Значи ме прави зависен од ова, јас би го рекла, дувло. Во Библијата вели во Ефесјаните глава 2, вие кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, кои живеевте некогаш според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и егото, и по природа бевте како другите луѓе на гревот. Но Бог е богат со милост, поради големата љубов кон нас ќе не оживее преку духот. Значи ние треба да се оттргнеме од смртта и да отидеме кон животот, да се вратиме кон Бога, кон вистинските вредности. Се има казна, а казната е страдање. Без разлика од кој вид, дали да е несреќа, дали да е изгореници, дали е, не знам, собраќајка, болест, се е тоа казна од Бога. Затоа што со духот сме се наклониле на злото, сме го поддржале злото. Во второ послание на Коринтијаните глава 6 вели: не впрегнувајте се заедно со безверниците, зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Каква споредба има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе се вселам во нив и ќе одам меѓу нив, ќе им бидам Бог и тие ќе бидат мој народ. Затоа излезете од нивната средина и одделете се. Не допирајте се до нечисто и јас ќе ве примам, вели Господ. Гледате колку се е логично и она што го зборував и со почетокот на видеото. Оддели се од злото, од темното, дојди кај Бога. И целата сежа. Значи, дојди кај Бога, отргни се од ова. Дојди кај мене, дојди кај светлото, јас ќе ти помогнам, ќе ти дадам патокас, ќе ти дадам суштина, смисла каде да одиш, ама бегај од ова. Затоа што тука ќе дојде страдањето и безвредието на душата и смислата на животот. И се, верувајте ми, се во животот е поделба помеѓу доброто и злото. Тоа го учевме и во цртаните во минатиот век кој што излегува со Дизни.
И тоа беше најголемата убавина, каде што преку цртаните уште од најмала возраст ја учевме таа поделба на доброто и злото, кое што впрочем во денешните цртани ја нема. Но еве ајде малце подлабоко ќе го погледнеме овој видео прилог да видите во самото поле на цртаните филмови во детскиот свет колку сето тоа се направи заради перење пари од другите луѓе. Значи, за да можам ја и преку играчки, да можам и преку цртани кои што ќе им направам после од тие цртани играчки, за да може децата да се мамат, за да можам јас да ги вовлечам во таа цела игра, да можам да им плачат дома на родителите, за да им купат играчки, со цела умисла јас да правам пари од најмалите. Затоа што ја знам психологијата на детскиот ум, знам на што ќе плаче, знам на што ќе се намами, затоа што гледа од другите дечиња и така натаму. Гледате, самата суштина на одвојување од целата оваа игра ќе се вратиме ние на вистинскиот пат, а самото поддржување на тоа ќе однесе во друга крајност. Толку од мене, ве оставам да го погледнете целиот прилог во сега што следи и се гледаме на крај за кратко. Цртаните филмови, особено оние од 80-тите години, представуваат еден вид морална школа преку уметноста за дечињата. Тие биле создадени во време кога анимацијата имала душа, а секоја сцена била испишана со порака и еден вид човечност. Особено во оние цртани филмови каде што се зборуваше за доброто и злото. Носеле мешавина на наивност, но и мудрост, каде доброто и злото се бореле на символичен начин. Класичната приказна со јасно дефинирани добри и зли ликови е основа на повеќето анимации во тоа време. Ликовите имале јасна улога. Не за да не уплашат, туку за да не научат. Музиката пак ја водела емоцијата кон тоа секоја сцена да има смисла, секој миг поука и некако да се воодушевуваме и совчувствуваме со ликовите и сцените во тој филм, цртан филм. За разлика од денешните цртани, во минатото тие се правеле многу поприсутно, повложено, поавтентично. Секој кадар се создавал рачно, еден по еден, со вистински цртеж на хартија. Замислете, потоа секоја слика која што била цртана се фотографирала со камера за да се добие движење кога ќе се прикажат цртежите последователно. За еден цртан филм често биле потребни десетици илјади цртежи, секој со минимална промена во движењето. Тоа биле тимови од уметници со недели, со месеци, па дури и години внимателно цртајки ги, сенчејки ги и бојадисувајки го секој лик и позадина рачно со четки и бои. Се било физички, непосредно присутно. Луѓето живееле и работеле присутно и се вложувале со љубов и срдечност во таа работа. Токму затоа старите Дизни цртани изгледаат толку живописни. Во секој кадар има човечки потек, енергија, внимание, кои денес се заменети со дигитална автоматизација, за жал. Уметноста не била резултат на алгоритам, туку на човечка душа и време посветено на секој детал. Современите цртани се почесто ја губат таа морална димензија. Наместо приказни со срце, со добрина, со кроткост, со едноставност, со поука, гледаме сарказам, иронија и насилство, што се представува како хумор. Гледате, злото веќе не се прикажува за да се надмине и да се научи каде може да се најде, туку за да се исмеат неговите последици. Така детето тешко разликува што е сериозно, а што само шега. Насилството станува нормално, а добрината наивна. Тоа психолошко влијание е длабоко. Детето не се учи на духовна суштина и длабочина. Бидејќи дете што расте во свет на цинизам и извртување на вредностите, почнува да ја губи емпатијата. Се помалку чувствува болка кога некој страда и се повеќе се идентификува со силата наместо со љубовта. И тоа не се случува свесно, туку нативко, во духовно, подсвесно ниво, длабоко,
дури и преку боите, музиката и тонот на говорот во самите ликови во цртаните филмови. Цртаните порано беа јасна борба помеѓу доброто и злото и им помагаа на младите да разберат што е правилно, а што е погрешно. Добрите ликови промовираа добрина, сочувство, пожртвуваност, а злите ликови покажуваа што се случува кога човекот ќе го изгуби срцето. Детето вообичаено се идентификува со хероите, ја доживува нивната болка, нивната храброст, нивната победа. Тоа создава емпатија, способност да почувствува туѓо страдање. Но кога сето тоа станува можност за исмевање и пласирање како да е нешто добро, тогаш детето се учи на многу поинакви и погрешни вредности. Ако се сеќавате, во 101 Далматинец, кученцата многу добро се бореа со тоа зло, односно Круела де Вил, која што сакаше да ги земе за да ги експлоатира, односно да им го земе крзното и да прави од нив капути. И оваа страна на фамилијата која што ги имаше кученцата, кој што силно се бореше правдата да излезе на крај. Меѓутоа на крај и излезе правдата, бидејќи токму во таа борба преку цртаниот филм ние научивме дека колкава и да е борбата помеѓу доброто и злото, сепак доброто на крајот победува. Гледате, во самиот цртан филм има многу јасна морална порака која што испраќа неколку аспекти. Прво, дека животните имаат право на љубов и слобода, значи се доближуваме до животинскиот вид кој што треба да го почитуваме и сакаме. Порака дека треба да имаме етички однос кон сите живи битија. Сеува чувство на храброст и да бидеме во заедништво. Например, Понго и Пердита го ризикуваат животот за своите кученца, потекнувајќи чувство на херојство и солидарност кога тргнуваат самите да ги бараат своите изгубени кученца, односно украдени. Визуелната символика, односно контрастот меѓу белото и црното ја представува вечната борба меѓу светлината и темнината, што впрочем во денешните цртани тоа никаде и не можеме да го видиме за жал. Денешната анимација е многу поразновидна, но многу поагресивна. Многу современи цртани филмови ја губаат таа морална димензија и ја заменуваат со насилство, со брзоплетост, со глупости и површност. Никаде не можеме да видиме некоја борба во која што ќе се прими некоја порака, каде што децата ќе може да научат нешто подлабоко за духовната димензија на постоењето. Се нормализира насилството, отсуството на моралните вредности веќе јасно се покажува, нема никаде поука, има само хаос и забавна агресија, се губи емпатијата. Тоа често гледање на грубост и насилство создава емоционална отпорност кон другите човечки битија и се прават најчесто имитација на негативните ликови, односно децата се соживуваат со тие негативни аспекти на психолошките личности на цртаните ликови. Денес многу од нив се маркетиншки проекти направени за една цел – профит. Продажба на играчки преку ликовите со кои што децата впрочем се идентификуваат. Што значи веќе не се ни создава цртан за вредност, туку играчка да се продаде преку одредена приказна. Тоа беа, ако се сеќавате филмот со Toy Story, каде што од самите ликови се правеа играчки, децата полудуваа во буквална смисла за нив. Зашто е ова вака? Бидејќи детето се врзува со ликот, прави проекција, почнува да се идентификува со тој анимиран лик. Желба за поседување, сеува тој консумеризам кој што го гледа кај мама и тато и тој посакува да го има она што го гледа од телевизија. Циклус на зависност, се создава секој нов филм или серија да создава нова генерација на играчки, нови потреби, нови илузии кај децата. Детето на тој начин што учи? Учи дека среќата се купува со пари. Неговото мозоче почнува да го поврзува емоционалното задоволство со предметот, а не со искуството.
Се создава идентитет преку брендирани символи, као наводно јас сум вреден ако имам. Родителите стануваа соучесници во системот, купувајќи за да не се чувствува детето инфериорно, што значи, како што кажавме до сега, некако се прецизира и се оди во тој аспект да се поддржува тој консумеризам и да се шири злото дури на овој начин преку најмалите деца. Бидејќи ова е исклучително една игра и мрежа на злото кое што сака се повеќе човекот да го однесе кон работ на екзистенцијата, да ја изгуби суштинската смисла и вредност на живење. Да не заборавиме дека цртаните филмови се моќен психолошки инструмент. Тие може да воспитуваат, но и да разградуваат, затоа што ако се водени од ниски профитирачки и слични цели, се дел од доменот и мрежата на злото кое сака да го уништи духот, едноставната среќа и спокојството кај човекот, поготово кај најмладите. Сето ова создава и социјални последици. Детето се навикнува кон материјалност, учи дека вреди онолку колку што има, се чувствува срам и исклученост, односно децата кои не може да си ги дозволат овие луксузни играчки или цртани филмови или некои модни ТВ серии кои што се купуваат преку програми, се чувствуваат дека се помалку вредни само затоа што дома ги немаат. Се прави култура на споредба и на гордост и сеува егото, кое што впрочем ги дели и самите дечиња уште од најмала возраст. Затоа, вниманието треба да биде кај секој родител при изборот и на цртани, но и за тоа децата со кого се дружат, бидејќи воспитанието е и дома, и на улица. Сето ова треба да не освести, да бидеме малку посвесни за духовното постоење помеѓу доброто и злото и да го одбереме вистинскиот пат, односно патот на светлината. Ето, се надевам дека од ова видео научивте многу важни нешта, се освестивте и верувам дека доколку сте родител нема да влезете во таа детска игра на шарен свет и изобилен свет кој што екзистира во модерното време, бидејќи тоа е масло на сатанат. Доволно еден ефтин роден ден со вистинските пријатели, макар биле и 5 дечиња, отколку изобилен роден ден со целосно луксузен, совршен естетски изглед, а при тоа внатре да нема ништо, само буквално да владае сатаната на тој роден ден и да не го славиме реално нашето постоење. Нека овие мудри, речеме, се надевам, мудри зборови и содржина допре до вас практично, не само вака теоретски, бидејќи теоретски е најлесно да ги прочитаме и видиме и ослушнеме нештата, додека во практично е најтешко да го изиграме тоа, но јас ве мотивирам и ве поттикнувам да тргнете по тој пат, а веќе кога сме кај тоа, еве книгата сега буквално за некоја недела ќе се печати. Таму најмногу давам еден поттик и кураж како да застанеме на свој нозе, како да се вратиме кон суштината, кон нашата душа, кон тоа да не бидеме зависни од овој свет и да станеме повеќе луѓе кои што ќе живеат со вистинските духовни вредности и ќе ја намала таа потреба за консумеризам и прилагодување на светот, бидејќи сето тоа има духовен и психолошки елемент во кој што токму преку мојата книга учиме како да го исцелиме. Еве, се надевам дека кога ќе излезе ќе си ја купите. Можете да сите социјални мрежи да ги погледнете во описот под ова видео. Ова нека биде наравоучение и конечен крај на ова видео, како една порака да размислите која е суштината и смислата на животот и да го прекинете овој начин на живење во кој што несвесно сме се вкалапиле сите, како да е тоа врвот на животот, а впрочем нас тој живот буквално не деградира внатрешно духовно. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.